Среда 10 јуни 2026. Добра вечер во дневникот на КТВ. Денеска заврши учебната 2025-26 година за сите основци и средношколци. Пред Министерството за образование и наука предстои работно лето. Во тек се повеќе значајни процеси на кои сме целосно посветени: реализацијата на државната матура, уписите во средното образование, набавката на нови учебници, изработката на нови наставни програми, забрзувањето на дигитализацијата, како и завршувањето на повеќе инфраструктурни инвестиции. Стои меѓу другото во соопштението од Министерството за образование и наука. Под мотото 9 децении образование и вредности, Општинското основно училиште Димката Ангелов Габерот Кавадарци денеска го прослави патрониот празник на училиштето. По тој повод повеќе делегации, предводени од градоначалникот Митко Јанчев, положија свежо цвеќе во чест на Габерот. Одбележувањето на патронатот продолжува и вечерва со свечена седница и културно-уметничка програма во големата сала на Домот на културата Иван Мазов Климе со почеток од 18 часот. Патрониот празник го прослави и Општинското основно училиште Димката Ангелов Габерот село Ваташа. Повеќе делегации положија свежо цвеќе на спомен бистата, а прославата на патронатот продолжи со културно-уметничка програма. За работењето и постигнувањата на учениците и училиштето говореше директорката Даниела Мукаетова. Беа доделени јубилејни награди на вработените, а за ученици на генерацијата се избрани Андонија Пењушкова и Ангела Ѓорџиева. Председателот на Советот, доктор Стојан Чорамов, и додели скромни награди, а во име на Советот и Општината најави дека училиштето и понатаму ќе има поддршката за унапредување на условите. Денес, на 10 јуни, со особена чест и гордост го одбележуваме патрониот празник на нашето училиште, посветен на Димката Ангелов Габерот, чие име со достоинство го носиме. Габерот родом од Ваташа, како второ дете на Ленка и Тошо Ангелови. Бил одличен ученик кој школувањето го започнал во родното место. Прва и втора година гимназија и мала матура завршил во Кавадарци, додека школувањето го завршил во Прилеп. Во Неготин крајна завршил учителска школа, каде што се стекнал со звањето учител. Уште од младоста покажувал голема љубов кон својот народ, сила, борба и активност против фашизмот. Бил македонски партизан, член на НОБ. Со својата храброст и посветеност, неговото дело и неговата жртва остануваат трајно врежани во историјата на нашиот народ, опеани во многу дела. Неговото име денес не е само дел од називот на нашето училиште, туку е поттик на вистински вредности: честност, храброст, одговорност и љубов кон татковината. Патрониот празник е можност да се подсетиме на минатото, но и да погледнеме кон иднината. Нашето училиште е место каде што се создаваат знања, пријателства и успеси. Горди сме на постигнувањата на нашите ученици и можам да се пофалам дека успешно ја завршуваме оваа учебна година. Во оваа прилика упатувам искрена благодарност до сите присутни што денес сте со нас и ја споделувате радоста на овој значаен ден. Голема благодарност до нашите наставници и вработени, кои со својата работа и посветеност придонесуваат за напредокот на училиштето. Особена благодарност упатуваме до родителите за довербата, соработката и поддршката што секојдневно ни ја создаваат. Вашата улога во воспитувањето и образованието на децата е незаменлива. Најголема пофалба и благодарност заслужуваат нашите ученици. Вие сте гордоста на училиштето и причината поради која секојдневно се стремиме кон подобри резултати. Нека патрониот празник ви биде поттик за нови успеси, нови знања и нови достигнувања. Посебна чест и задоволство ни е тоа што сме докажали во негување на нашите корени како тиквешени, како македонци. Тоа посебно не прави горди затоа што сме народ кој си ја почитува минатото, односно народ кој нема корен, не може да има светла иднина. Како генерација со достојно чествување на овие празници, со достојно чествување на хероите кои оставија белег на нивното време, ние ја живееме реалноста за да го обелиме нивниот образ
за независна Македонија, а воедно како генерација да се трудиме да направиме потомци кои ќе бидат наши следбеници, а тоа што ние ќе го направиме е тоа да тие се гордеат во едно време тоа што е со нас. Како локална самоуправа на општина Кавадарци, председател на Совет и градоначалник Митко Јанчев, во изминатите 8 години, градоначалникот 9 година мандат, трет мандат, прилично многу се изработи за образованието во општина Кавадарци, и тоа и во основно и во средно образование заедно со руралните средини. Ни еден ученик на територијата на општина Кавадарци не беше заобиколен во развојот на самото образование и во практицирање на самите образовни вештини. Тоа го дава за пиететот дека во сите подрачни општински училишта има и спортски сали, во сите подрачни општински училишта исто така има и предучилишна возраст за згрижување во градинка. Скоро на сите, односно не скоро, на сите основни општински училишта седум имаме изградено фотопанели за заштеда на електрична струја во време на енергетска криза. Во 2026 година планиран е тој проект да се прошири и на средните училишта. Во сите основни општински училишта имаме спортски сали. Сведоци сме 2021 година се изработи токму оваа велелепна спортска сала каде што има адекватно физичко воспитување на нашите ученици во село Ватоша, така да образовниот процес сметам дека го водиме во еден правилен потек каде што имаме искрено и подадена рака со учениците, со нивните родители, најбитно со образовниот кадар, со менаџерите, и се надевам и верувам дека и во идно време ќе го направиме тој процес да биде заеднички, иако да бидам искрен, живееме во време на намалување на наталитетот и реално образованието е склоно на предизвици, меѓутоа верувајте дека сите тие предизвици со ладни глави, со подадени раци едни кон други, се надевам дека кога има слога, кога има единство и отвореност кон образовниот кадар и кон родителите и децата, сметам дека како генерација нема да направиме грешка во однос на образовниот циклус, бидејќи на жалост живееме во време каде што наталитетот неуморно ни паѓа. Се надевам дека како генерација прилично мора да се работи на тој план во идно време, меѓутоа белата чума на жал е процес кој и нас како македонци не одминува. Како Совет на општина Кавадарци, како градоначалник, имате силно подадена рака воедно, образованието не е на личниот поединици на правенецот, тука сме отворени за било каква логистика, било каква помош, заедно со градоначалникот, заедно со општина Кавадарци, за општествено одговорни компании во општина Кавадарци кои не себично не поддржуваат во овие 8 години функционирање на градоначалник и совет, да сите препреки кои во идно време ги имаат да заедно ги решаваме, затоа што, почитувани, образованието е нешто што е темел, затоа што образованието е тоа што ќе ви издвои надвор од остатокот на општеството и затоа што образованието е нешто што ќе ве одвои како нешто што ќе можете да се докажете како во Република Македонија, така и надвор од границите на нашата држава. Односно, вложувајте, почитувани ученици, во образованието, затоа што образованието и во идно време вложувајте во образованието е нешто најбитно како систем и нешто е најбитно како тоа што може да се покажеме дека сме македонци, дека сме вредни и дека можеме да ја градиме оваа наша заедничка земја, нашата Република Македонија. На Антони и Ангела би му поскал многу здравие од моје лично име. Има една мала пригодна награда за нив. Се надевам дека таа ќе биде мала коцка во мозаик во нивниот образовен циклус, меѓутоа се надевам дека ќе бидат достојни репрезенти на нашите Кавадарци. Воедно сакам да ве уверам и да ве запознавам како совет и градоначалник на општина Кавадарци во изминатите 2 години на сите ученици кои освојуваат награди на училишни и на државни и на меѓународни пребори заедно со нивните ментори воведовме награди и за менторите и за учениците. Таа цел за 2026 година во разговор со градоначалникот ќе оди на повисока финансиска вредност и се надевам дека заедно со таков отворен пристап ќе имаме задоволни ментори, задоволни ученици и задоволно образование. Нека ни е честити векови од патрониот празник на нашиот Димката Ангелов Габерот и нека ни е за многу години. Јавното претпријатие Комуналец Кавадарци во соработка со Мој општинар продолжува со реализација на низа активности насочени кон подобрување на локалната инфраструктура и уредување на јавниот простор. Од општината информираат дека е извршено мулчирање на патниот правец до спомен комплекс од 12 ваташки деца со цел подобрување на пристапноста и одржување на околината.
Паралелно со тоа се реализира и санација на полските патишта во атарот на село Ваташа, што ќе овозможи полесен пристап до земјоделските површини и подобри услови за работа на земјоделците. Активностите продолжуваат и во наредниот период во насока на создавање почиста, поуредена и пофункционална средина за сите граѓани, велат од локалната самоуправа. Завршен е проектот за реконструкција и ревитализација на канал за атмосферски и подземни води во општина Росоман. Инвестицијата од 12.090.000 денари, обезбедена преку Министерството за животна средина, представува значаен чекор кон современо одржливо и долгорочно управување со водните ресурси, како и унапредување на комуналната инфраструктура, велат од општината. Министерството за социјална политика, демографија и млади информира дека денеска започна исплатата на правата од социјална, детска и цивилна заштита за месец мај 2026 година. Корисниците на парични права кои што поседуваат дебитна картичка ќе можат да подигнат готовина на банкоматите на банките, да ги користат средствата за безготовински плаќања во продажната мрежа или преку електронско и мобилно банкарство. Исто така и корисниците кои не користат картички од денеска ќе можат да ги подигнат своите средства во сите отворени филијали и експозитури на банките. Одржан отворен ден со граѓанските организации во Кавадарци, организирана од тимот на проектот ЕУ поддршка за граѓанскиот ресурсен центар. Настанот представуваше можност за непосредна средба и разговор со Ѓорги Нанчев, регионален експерт на граѓанскиот ресурсен центар за Вардарскиот плански регион и долгогодишен граѓански активист од Кавадарци, кој во наредниот период ќе работи со граѓанските организации од регионот и ќе им обезбедува советодавна и менторска поддршка за нивниот развој и делување. На настанот Валентина Величковска, извршна директорка на граѓанскиот ресурсен центар, ги презентираше актуелните национални случувања во граѓанскиот сектор, како и можностите за понатамошен развој и унапредување на граѓанското општество во земјата. Преку отворена дискусија, учесниците се запознаа со можностите што ги нуди граѓанскиот ресурсен центар, достапните форми на советодавна поддршка, програмите за јакнење на капацитетите на организациите, како и актуелните можности за финансирање. Посебен акцент беше ставен на потребите и предизвиците со кои се соочуваат локалните организации, со цел идната поддршка да биде што поусогласена со реалните потреби на теренот. Продолжуваме со дневникот. Човекот пред профитот. Мерки за повисоки плати, 50% повисоки пензии, достоинствен живот, најавува подпредседателката на СДСМ Јована Тренчевска. Вистината е дека граѓаните денес живеат многу тешко. Цените растат секој месец, храната станува луксус, а платите не успеваат да го следат поскапувањето. Вистината е дека едно 4-члено семејство денес му се потребни речиси 69.000 денари месечно само за основните животни трошоци, односно речиси 3 минимални плати. Вистината е дека нема 600 евра минимална плата, работниците создаваат вредност и профит, а нивните плати остануваат најниски во Европа. Вистина е дека пензионерите секој ден се соочуваат со повисоки трошоци, додека нивниот животен стандард опаѓа. Вистината е дека владата на Мицковски ги излажа граѓаните и ги остави сами во време на економска криза без мерки за стандардот. СДСМ во програмата Твоја држава, Твоја шанса нуди конкретни решенија и политики кои ја враќаат социјалната правда и економијата и го стават човекот пред профитот. Правда е минималната плата автоматски да се усогласува со трошоците на живот, инфлацијата и просечната плата. Ако растат цените, мора да растат и платите. Тоа е една од нашите мерки. Поголеми плати кога компаниите имат поголем профит. Воведуваме принцип според кој, ако расте профитот на компанијата, мора да расте и платата на работникот. Правично е ако расте профитот на компанијата, да расте и платата на работникот. Трудот мора да биде вреднуван, а успехот правично распределен.
државна поддршка за повисоки плати, намален данок на добивка или субвенционирање на придонесите за компаниите што ги зголемуваат платите. Праведно е државата да ги стимулира компаниите што ги зголемуваат платите, наместо да ги наградува оние што заработуваат на грбот на работниците. Правда е пензиите да растат и да обезбедуваат достоинствен живот. Затоа предвидуваме зголемување на пензиите од 50% во еден мандат. Сојуз за достоинство и заштита на работниците и ранливите категории, признавање на студентскиот стаж, заштита на хонорарците и сезонските работници, дигитален пасош за работникот, како и додаток за домување и покриени трошоци за градинка за самохраните родители. Тоа се нашите вредности преточени во конкретни решенија. Достоинствен живот за работниците, сигурност за пензионерите и поддршка за ранливите категории граѓани. Секој работник да биде заштитен, секој работен стаж да биде признаен и никој да не остане без своите стекнати права, затоа што достоинствениот живот не е привилегија, тоа е право. Твоја држава, твоја шанса. Специјалниот бугарски пратеник Филипче спремен да истурка уставни измени, сметајќи дека така ќе дојде на власт, велат од ВМРО ДПМН. Специјалниот бугарски пратеник Филипче спремен да истурка уставни измени, сметајќи дека така ќе дојде на власт. Демагошката програма, полна со флоскули на Филипче, не му го носи посакуваниот ефект што може да се види и по последните анкети. Па затоа се впушта во романса со Бугарија, сметајќи дека така ќе успее да им се допадне на граѓаните. Иако над 80% од граѓаните сметаат дека уставни измени по диктат на Бугарија не е чекорот кон Европската Унија и оваа отстапка не треба да се прави без гаранции. Сепак, Филипче и лојалистите на Заев во врхушката на СДС уште утре ќе ги потпишат бугарските барања. Поданичката политика на Филипче и СДС кон Бугарија и Радев не оди на добро на државата, а уште помалку на Филипче. Ако продолжи Филипче со понижувачкиот однос кон Бугарија и Радев, уште повеќе ќе се маргинализира. ВМРО ДПМН ќе продолжи да ги штити националните интереси, а со тоа и желбата на граѓаните кои даваат огромна поддршка на владеачката коалиција. Утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност, попладне и во текот на ноќта ќе има повремени врнежи од дожд. Локално ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, наместа процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен пороен дожд и невреме со појава на град. Температурата до 33 степени. Во деновите од викендот времето ќе биде стабилно и посвежо. Од понеделник температурите повторно ќе бидат во пораст. Го гледавте Дневникот на КТВ, имајте секој добро.